Ние се наоѓаме во паркот Жена Борец, каде што појдовна точка на овогодинешната четврта поред парада на гордоста е токму од тука, од пред паркот Жена Борец, а ќе заврши нешто пред 1 часот по полноќ, меѓутоа на сосема друга локација од онаа каде што ние се наоѓаме. Овде полека, но сигурно се собираат поддржувачите на овогодинешната четврта поред парада на гордоста. Главниот слоган всушност кој што го носи овогодинешната парада на гордоста е гласни и горди. Во ова линковско вклучување ни е гостин Ангел Димитриевски, кој што меѓу другото е дел и од организацијскиот одбор на четвртата поред парада на гордоста. Ангел, што всушност се праќа како порака со овој слоган гласни и горди? Така, значи оваа година на парадата за гордоста одлучивме да го искористиме терминот гласни горди под овој слоган да маршираме, поради тоа што сметаме дека да се маршира во едно време кога струите против ЛГБТ заедницата се многу на високо ниво, омразата е на високо ниво и да се каже дека сме гласни и горди во ова општество е еден многу храбар чекор. И всушност тоа и представува парадата на гордоста, таа во суштина е протест, каде што граѓаните и нивните поддржувачи си ги бараат своите права, но исто така е многу битно да се напомене дека бараат и видливост. Ова е само еден ден во годината кога ЛГБТ заедницата добива видливост, прославување на своите права наспроти она се што постои во општеството. Омразата, дискриминацијата, насилството и многу други вакви феномени. До сегашните излагања на луѓето кои што меѓу другото ги застапуваат правата на ЛГБТ и заедницата, велат дека ако од првата парада која што беше во 2019 година па се до денес речиси да нема промена, дека и ситуацијата е многу полоша во однос на јавниот дискурс, риториката и говорот на омраза. На што се должи и дали е тоа така? Така, значи ние забележуваме мали промени кои што сметаме дека не се суштински во основа. Особено не забележуваме промени кога станува збор за донесување на закони кои што ќе овозможат пристап до права на одредени припадници на оваа заедница. Исто така, она што може да го забележиме во изминатиот период оваа изминатата година е порастот на наративи кои што ги користат овие заедници како во центарот на омразата. Значи се користи ЛГБТ заедницата како застрашувачки фактор, како нешто од кое што треба граѓаните да се плашат, да се тргнат и да се изолираат. Ние наспроти тоа покажуваме една по-хумана, почувачка страна во која што има љубов и прифаќање, и тоа е всушност оваа парада и нашата порака која што сакаме да ја испратиме. Кои се центрите за кои што зборуваш, од каде што на некој начин произлегува меѓусебно недоразбирање кога се во прашање ЛГБТ заедницата? Во моментов тие наративи доаѓаат од повеќе места, значи можеме да ги забележиме како доаѓаат од одредени религиски и верски заедници кои што ги користат овие заедници како всушност средство за заплашување. Исто така забележуваме и политичари кои што веќе ги ставаат во овој контекст овие прашања, но исто така и различни групи на, да ги наречам, загрижени граѓани, загрижени родители кои што сметаат дека на некој начин на децата им се нафрла некаква агенда со отварањето на овие прашања, а во суштина она што се случува е дека младите и припадниците на оваа заедница немаат каде да одат, се под ризици од насилство, се под постојани закани и ова е само една невистина која што продолжува да се шири. Интерес на времето се наоѓаме токму пред законодавниот дом, каде што ќе почне условно речено почнување на оној процес на законите кои што се предлагат, за кои закони станува збор и што со тоа се бара? Така, значи денеска на поздравните говори ќе имаме неколку активисти од транспортовата заедница кои што ќе говорат за законот за матична евиденција, кој што за нас е исклучително битен за правно признавање на родот. Па во таа основа говорите кои што ќе бидат на протестната поврка ќе бидат во таа насока и ќе има обраќање од активисти од оваа заедница. Сосема за крај, кој е носечката звезда, би рекол условно, на овогодинешната парада на гордоста, кој што ќе на некој начин ќе ја забавува на публиката кој што ќе присуствува? Културно-забавниот дел во вечерните часови ќе го отвори Тамара Тодевска. Потоа ќе продолжиме со различни диџеи имиња од македонската сцена кои што ќе ги забавуваат присутните до 1 час по полноќ.
Ти благодарам, се разбира, остануваме тука да видиме како ќе се одвива целата парада на гордоста оваа година. Анета, од прилика тоа се пораките кои што се спратени од почетокот на парадата на гордоста која што е четврта поред за оваа година.